Варнежите и влагата во изобилство придонесоа да царува пепелницата и пламеницата, болести што направија пустош кај градинарските, лозовите и житните култури, како што земјоделците не паметат. Временските неприлики пропратени во текот на целата сезона се катастрофални за растителните култури. Се одрази врз производството, а уште повеќе врз појавата на зарази кај културите. Штетите и заразите се присутни без исклучок секаде во лозарството, градинарството и плоделството. Земјоделските производители се во паника, што е и оправдано. Значи немале долги години такви услови на одгледување, такви временски услови, и ако имало, тоа било многу одамна или многу помалку изразено. Ова е една од карактеристичните години кои што сигурно дека дури би рекол дека голем дел од земјоделските производители се мислат дали да се занимаваат со земјоделско производство. Затоа што земјоделието дојде до такви граници да е потребна нон-стоп хемиска заштита. Кај нас до пред неколку години беше незамисливо да се употребуваат фунгициди против болести во пченицата и во јачменот. Меѓутоа, последните години условите кои што ги имаме присутни, појава на зарази и кај останалите култури, лозарството, да речеме, во тиквешијата е во хаотична состојба во моментот. Значи немаме насад каде што нема појава на пламеница. Ова пламеницата таму се појави уште пред 3-4 недели. Значи се малку понајуп, топлините, влагата се до тоа влијаеше да биде присутна пламеницата, почнува да се појавува и пепелница. Додека кај нас во Кочанскиот регион веќе 5-6 дена ја имаме видлива пламеницата, која што прави големи штети сигурно и кај лозовите култури. Пшеницата, како што рековме, се очекуваше да имаме рекордни приноси. Сето тоа нели поддржано од врнежите кои што беа во текот на април-мај. Меѓутоа покасните, подоцните врнежи допринесува да имаме големи загуби и таму. За градинарските производи, ако се во затворени простори, може да стане збор за некаква нивна заштита, но оние на отворено трпат штети од поплавените површини. Кај доматот и кај пиперката, затоа што тие се некако поинтензивни овде, кај пиперката секако дека ќе биде присутна пламеница на коренов врат, која што е многу опасна болест, затоа што директно го разболува стеблото и понатаму не иде ниту храна, ниту вода горе. Не значи дека понатаму нема да имаме пламеница на лист, меѓутоа во моментот е актуелна таа работа. Кај доматот исто така е актуелна појавата на пламеница и оваму имаме појава на кај доматот црна дамкавост, која што исто така се стопански или економски важни болести кои што причинуваат големи штети понатаму во производството. Агрономите советуваат условите во самите посеви да бидат будно следени од страна на земјоделците и колку што е можно навремено интервенирање со одредени правилни фунгициди и бактерициди, што ќе делуваат против споменатите зарази. Агрономите велат дека поради големата побарувачка се јавува и недостаток од препарати за заштита на растенијата од болести.